Почитувани граѓани, Општина Газибаба конечно доби нова локална власт која што работи одговорно, транспарентно, домакински и ги решава наследените проблеми од штетното владење на ВМРО-ДПМН. Негрижата на ВМРО-ДПМН за граѓаните на Газибаба го покажува и овој пример кој што се наоѓа зад нас. Додека граѓаните на општина Газибаба се соочуваа со недостиг на вода, на канализацијски системи и основни услови на живот, претходната локална и градска власт, предводена од ВМРО-ДПМН, потроши повеќе од 1 милион евра за изградбата на овој коњаник и фонтана на овој плоштад во автокоманда. Додека граѓаните на Газибаба газеа по неасфалтирани и неосветлени улици, Коце Трајановски и Тони Трајковски потрошиле повеќе од 830.000 евра за првичната изградба на овој коњаник и фонтана. Но расипничкото однесување на ВМРО-ДПМН не застанало тука. Од парите на граѓаните дополнително биле потрошени повеќе од 200.000 евра за рушење на фонтаната и коњаникот и изградба на нови. Ова е само еден од многуте примери кои го покажуваат расипничкиот однос на ВМРО-ДПМН кон парите на граѓаните. За само неколку месеци локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и градоначалникот Ѓоргиевски, започна со трајно решавање на проблемите на граѓаните. Во целост се завршени активностите за изградба на водоводната мрежа во високата зона во населено место Раштак. Започна процесот за изградба на вакуумска канализациона мрежа и систем во населеното место Јурумлери. Улицата 28 во Сингелик доби фекална и атмосферска канализација, а истата е тампонирана и подготвена за асфалтирање. Во периодот зад нас интензивно се работеше на целосно чистење на општината. Почитувани, локалната власт, предводена од СДСМ, продолжува да работи исклучиво во интерес на граѓаните. Се обврзавме дека клучните инфраструктурни проекти ќе бидат наш приоритет и дека граѓаните на Газибаба ќе живеат во една напредна, модерна и европска општина.